Мартинка. Мартинка е висулец од засукани конци, кои се ставаат на 1 март за здравје. Мартинката се изработува од волнено или памучно предиво во 2 основни бои – бела и црвена. Овој празник уште се нарекува и празник на Баба Марта. Датирањето на обредноста во врска со мартинките, кои се прават во периодот на почетокот на март, не може со прецизност да се утврди, бидејќи станува збор за многу архаична обредност која се поврзува со култот кон природата и плодноста, а ниту пак во историските записи постои податок за неговото прецизно датирање. Во секој случај, станува збор за многу архаичен обичај кој на просторот на Балканскиот полуостров и соседните региони е присутен не само со векови, туку може да се каже и со милениуми. Обичајот на правење мартинки, односно на еден вид амајлии изработени од усукани конци, најчесто од црвена и бела боја, се поврзува со почетокот на месецот март, кој во народниот календар е познат под неколку имиња. Марта, Првна Марта, Баба Марта, Мартинден, Летник и слично. Покрај вообичаеното народно толкување дека мартинките се носа за здравје и среќа во текот на претстојната година, постои толкување и дека тие се носат за од змии, тоест луѓето да немаат проблеми со змиите преку летото. Самите мартинки, кои најчесто се од црвени и бели волнени конци, според традицијата вообичаено се изработуваат од вечер, односно вечерта спроти 1 март, или пак во некои предели на самиот празник пред изгревот на сонцето. Според едно верување регистрирано во Радовишко, доколку конците се усукуваат на самиот празник. Во тој случај, змиите ќе се сукаат околу луѓето преку летото додека работат по полето. Исто така, во некои предели, како например во Пијанец, постои и верување дека мартинките кога се носат околу раката во пределот на шаката, не треба да се гледаат, односно не треба да ги види сонце, за да не те изгори сонцето преку летото. Мартинките вообичаено се носат неколку денови во текот на месецот март и најчесто време траењето на носењето на овие своевидни амајлии за заштита на луѓето од зло, несреќа и разни неволи, односно да им донесе здравје и среќа, зависи од доаѓањето на пресилните птици од југ. Имено според народното толкување, регистрирано во некои предели во источниот дел на Македонија, мартинките се носат се додека не се здогледа првата ластовичка или штрк, кога според обредната пракса мартинката се симнува од раката и се става под камен. Во некои западно-македонски предели, мартинката кога се симнува се остава на гранче од трендафил. Постојат и известни варијанти во однос на боите на конците од кои што се изработувале мартинките, па така, освен од вообичаените црвено-бели мартинки, се правеле и мартинки од бела и црна волна во природна боја, или пак од црвени и модри конци, како што е например случајот во некои радовишки села. Во поретки случаи може да се јават и други варијанти на мартинките во однос на боите, како например црвена и црна боја на конците, или пак комбинации со жолта, бело-жолти, но во секој случај најдоминантни се црвено-белите. Исто така во поретки случаи покрај волната како материјалот кој што се изработуваат мартинките, може да се јават и памучните, ленените или свилените конци, но во најчест случај тие се правеле од волнени конци. Мартинките во некои предели во крајниот западен дел од македонскиот етнографски простор, како во Мијачијата, Дебарско и Струшко,
се познати и под други имиња, како например молњак, млњак, односно молњаци или млњаци во множина.